Собранието ги изгласа новите измени на Законот за судски совет. Законот во голем дел ги содржи препораките дадени од Венецијанската комисија и од Институтот за човекови права. Во ова видео ќе разгледаме неколку значајни измени. Прво, Советот при избор на судија на основен суд од листата на кандидати, доставена од Академијата за судии и јавни обвинители, спроведува интервју на кандидатите вреднувајќи ги нивните лични и социјални компетенции, при што за интервјуто кандидатите може да добијат најмногу 10% од вкупните поени. Советот го избира за судија најдобро рангираниот кандидат. Истиот може да избере судија на еден основен суд кој се пријавил на огласот за судија на друг основен суд, доколку на огласот не се јавил кандидат од Академијата за судии и јавни обвинители. Второ, составот на судскиот совет останува ист, но изречно се истакнува дека актуелен судија или јавен обвинител не може да биде избран за член на судскиот совет од редот на истакнати правници, ниту судија или јавен обвинител кој бил разрешен од функцијата, освен ако Европскиот суд за човекови права утврдил прекршување на Европската конвенција за човековите права во постапката за разрешување. За член не може да биде избрано ниту лице кое во последните 4 години било пратеник, член на влада или вршало функција во орган на политичка партија. Со новите измени, освен министерот за правда и председателот на Врховен суд, нема право на глас. Последната од значајните измени се однесува на основите за поднесување барање за дисциплинска постапка за член на судскиот совет. Вакво барање до судскиот совет може да поднесат најмалку 20 судии или секој член на судскиот совет со право на глас. Ова важи доколку членот на советот влијае врз независноста на судиите и врши притисок во врска со одлучувањето по одредени предмети. Истиот ја занемарува и не ја извршува својата функција во работата на советот. Одбива да поднесе изјава за имотна состојба и интереси, согласно закон или ако податоците содржани во изјавата во голема мера се невистинити. Ги прекршува правилата за изземање во ситуации во кои членот на советот знаел или требало да знае за постоење на некоја од основите за изземање предвидени со овој закон.